Зошто иницијативата за оценување на уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство се чува во фиока во Уставниот суд? Јас мислам дека ќе се остави тој предмет времето да го реши. Ако Иванов сега во еден момент реши да помилува некого и се повика на член 11 од Законот за помилување, што тогаш? Се повикува залудно, практично, затоа што тоа е непостојна одредба. Колку е правно издржано мислењето на владата дека Уставниот суд треба да ја запре постапката за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронски комуникации, кој практично ја овозможи на претходната власт да го спроведе масовното прислушување? Би можела да разберам добрата волја тоа прашање да се уреди. Но Уставниот суд гледа одредби кои што се во правниот поредок, а не одредби кои што се во најава. Сакам да ве прашам за постапката за изборот на Јован Илиевски. Вие бевте кандидат, практично и бевте препорачена од комисијата во рамките на парламентарното собрание, но на крајот во пленумот најмногу гласови доби Илиевски. Јас немам објаснување конкретно зошто се случи тоа така. Добро, се зборуваше дека парламентарното собрание. Имало ситуација на непримерно лобирање во рамките на парламентарното собрание. Видете, и тоа не само лобисти од странство, туку имаше и лица кои што беа активни од нашата држава. Не би сакала да именувам, висок функционер од Министерството за правда, јавно се фалил на кого све се јавувал и лобирал.